Почитувани граѓани, почитувани медиуми, добродојдовте на денешната пресконференција на која ќе се обратат министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и директорот на Царинската управа Гојко Танасовски, на која ќе информираат за состојбите и процедурите за одвивање на домашниот и меѓународниот транспорт на стока. Со оглед на настанатата состојба во служба на заштита на јавното здравје, пресконференцијата ќе се одржи без присуство на новинари, но потенцираме, пресконференцијата се пренесува преку онлайн стрим на владата, а министерот и директорот ја одговараат на сите прашања пристигнати од новинарите. Министре, повелете. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Најпрво сакам да им посакам што побрзо закрепнување на сите наши граѓани кои се заболени од оваа вирусна инфекција и воедно да упатам апел до сите граѓани. Внимавајте, доследно почитувајте ги препораките на владата, на Министерството за здравство, на кризниот штаб. Само со општествена свест за зачувување на јавното здравје, сите ќе влијаеме на намалување на ширењето на коронавирусот. Сега, кога ги анализираме сите можни сценарија за последиците во здравствениот систем, врз економијата, за транспортот, за градежништвото, исправени сме и пред предизвикот како овие последици да ги намалиме. Нашата цел е и во вакви услови да обезбедиме нормални услови за живот. Уверуваме дека државата максимално е фокусирана на заштита на своите граѓани. Очекуваме удар во сите сектори, но затоа континуирано преземаме мерки за да ги облажиме сите удари и шокови што ќе следат во наредниот период. Во однос на транспортниот сектор, сакам да најавам дека полека го нормализираме работењето на транспортните компании во вакви услови кои вршат транспорт на стока. Најпрво да информираме дека успеавме да ги вратиме заглавените возачи од кризните подрачја. Секојдневно добиваме и нови информации за наши граѓани кои се блокирани на некои од границите, но постојано сме во комуникации со нашите амбасади во државите и се обидуваме во најбрзо време да ги донесеме дома. Превозот на стока е предуслов за задржување на нормалното функционирање на стопанството и затоа сите учесници во синџирот на достава на стоки до крајниот корисник мора да ги запазат сите препораки за лична и колективна одговорност. Во однос на дозволите за влез и излез во државата, дефиниравме правила и се усогласивме со Министерството за внатрешни работи, Државниот здравствен инспекторат и Царинската управа. Поставката за влез и излез е следна. Секоја компанија е потребно да поседува дозвола за влез на територијата на Република Северна Македонија, која што се однесува на професионални возачи на товарни возила, кои влегуваат на територијата на Република Северна Македонија и кои се придржувале кон посебен здравствен и протоколарен режим за влез во државата, кој е донесен од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Бидејќи во овие неколку денови имаше многу барања за дозволи, надлежните институции во неможност сите да ги изготват навремено, се усогласивме излез од државата да се прави само врз основа на базата на податоци, што ја поседува Министерството за транспорт и врски и валиден сертификат. Но морам да потенцирам дека ваквата процедура ќе важи до утре. Што значи дека од утре секој транспортер што ќе врши транспорт надвор од границите на државата ќе мора да извади оваа дозвола од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Барањето за дозвола за професионални возачи на товарни возила за влез на територијата на нашата држава треба да ги содржи следните податоци. Прво, основни податоци за компанијата барател, второ, точниот број на дозволи кои ги побарува, лични податоци на возачите за секоја дозвола посебно, за секоја барана дозвола да се наведат државите низ кои ќе се врши превозот на стока и да се наведе за колку дена се планира да биде извршен превозот на стока. За да нема застој, ги упатуваме транспортните компании, дозволите да ги вадат преку асоциациите на транспортери. Исто така, утврдени се и строги процедури за постапување во синџирот на утовар, растовар и превоз на стока во меѓународниот и внатрешниот превоз, се со цел заштита од ширење на заразата со коронавирусот. Овие процедури се однесуваат на работењето на магазинските делови за прием и испорака на стока, на царинските и граничните премини, на шпедитерски услуги и директно на возачите што го вршат превозот на стока во внатрешниот и меѓународниот сообраќај. Сите мерки и процедури конкретно се објавени на веб страната на Министерството за транспорт и врски, на веб страната на владата и доставени се поединечно до сите транспортни компании. Исто така, би сакале да ви информираме
дека со оглед на настанатата ситуација, Министерството за транспорт и врски ги превзема сите мерки и препораки на владата, со што е овозможено нормално функционирање на институцијата. Би сакал да укажеме дека непрекинато се одвива процесот на издавање на лиценци, одобренија, дозволи и така натаму. Што се однесува на самиот патен транспорт, веќе информиравме дека меѓународниот превоз на патници, линиски и повремен е ставен во мирување и не се спроведува. Во однос на меѓуопштинскиот превоз на патници на 25-тата седница на владата донесовме одлука меѓуградскиот превоз и јавниот превоз да се организира со ограничување на капацитетот за превоз на патници за 50% во возилото или со задолжително одржување на растојание од најмалку 2 метри помеѓу патниците. Во однос на меѓународниот товарен сообраќај, сакам да информирам дека се одвива без забрани, но со можни одредени забавување при вршењето на превозот на граничните премини, но и тоа е поради ново успоставените процедури и контроли поради коронавирусот. Во делот на железничкиот сообраќај и за тој тип на сообраќај важи мерката за намалување на 50% од капацитетот на превозот. Тука веќе забележуваме намалување на бројот на патници. Ако ги споредиме бројките на месечно ниво, например во март 2019 година биле превезени околу 1800 патници, сега оваа година на месечно ниво се превезени околу 400 патници. Друга работа што сакам да ја потенцирам во делот на железничкиот транспорт е тоа што целиот капацитет на железница транспорт, сите вагони од различен тип се ставени на располагање на стопанството за превоз на репроматеријалите за индустријата, така да ова е една одолеснителна околност за сите фирми кои имаат потреба од ова. Исто така, сакам да информирам дека со оглед на фактот дека и двата аеродроми се затворени и нема операции, договорот за финансиска поддршка со Визер е ставен во мирување, со што де факто нема да се исплаќа финансиска поддршка. На крај, сакам да информирам и во делот на градежништвото. Се уште правиме анализи какви негативни влијанија ќе има коронавирусот врз градежниот сектор. Реално е да се очекува и очекуваме, но овој момент сакам да информирам дека нема поголем застој во реализација на проектите. Веќе излеговме со прв сет на економски мерки со кои ги улеснуваме работењето во секторите кои што веќе чувствуваат последици од коронавирусот. Деноноќно следиме ситуацијата, во континуирани разговори сме со бизнис заедницата како да ги намалиме последиците врз индустријата и севкупно врз стопанството. Да упатам уште еден апел. Владата, државата е со нас, со вас. Паника не треба да има. Состојбата е сериозна, но заедно ќе ги надминеме овие тешки моменти за сите нас. Ви благодарам. Министре, ви благодарам. Сега го поканувам директорот на Царинската управа Ѓоко Танасовски да се обрати. Директоре, повелете. Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Имајќи ја предвид одлуката на владата на Република Северна Македонија за воведување на полициски час во периодот од 21 часот до 6 наутро, ви информираме дека движењето на стоката продолжува непречено да се спроведува. А со тоа и присуството на Царинската управа ќе биде 24 часа на царинските испостави каде е предвидено вакво работно време, а на останатите царински испостави во рамките на работното време. Царинските службеници ќе дадат поддршка за непречено спроведување на царинските постапки во новонастанатата состојба. Царинската управа заедно со Министерството за транспорт и врски, Макатранс и Америт постојано се трудат за непречено извршување на транспортот, транзитот и движењето на стоките при увоз и извоз. Имено за време трајање на полицискиот час дозволено е движењето на транспортни средства во рамките на транзитната постапка со транзитен придружен документ Т1. Извоз на стоки со извозен придружен документ XMK, како и заедничко извозно-транзитна постапка. Превозниците кои се движат во рамките на поедноставена постапка во транзит, овластен примач, и поедноставена постапка локално царинење при увоз не смеат во никој случај да ја напуштат одобрената локација за време трајање на полицискиот час. Ово ослободување од ограничување важи за следниве царински испостави: Табановце, Блаце, Девебајр, Ќафасан, Делчево, Ново село, Богородица и Меджитлија.
Во случај на контрола од страна на припадниците на МВР за правилна примена на ова ослободување, за сите нејасноти, ќе се контактира дежурниот оперативен центар на Царинската управа на 197. Царинската управа од почетокот на ситуацијата со пандемијата COVID-19 презеде низа мерки за олеснување на царинските постапки и излегување во пресред на засегнатите страни. Царинската управа по службена должност ги продолжи роковите на важење на одобренијата за поедноставени царински постапки, со што компаниите треба да бидат сигурни дека и понатаму може да ги користат постапките за локално царинење за извоз и увоз. Почнувајќи од 18.3. во дел од царинските испостави започнавме со целосно безхартиено извозно царинење. Оваа постапка треба да се прошири и во сите царински испостави. Исто така, Царинската управа по службена должност ќе го продолжи и рокот за важење на банкарските гаранции кои истекуваат на 30.6. Во рамките на ЦЕФТА, заедно Транспортниот секретаријат на Европската Унија и Европската комисија се договараат протоколи за лесно и брзо движење на стоките. Договорено е воведување на размена на информации пред пристигнување и соодветно зелен и син канал за побрз проток на определени стоки и олеснување на транспорт. Во таа насока до среда треба да бидат договорени списоците на стоки што ќе се движат преку зелен и син приоритетен канал. Преку системот СИД за размена на податоци ќе се разменуваат информации за итни пратки што треба да имаат приоритет. Секторот за информацијски и комуникацијски технологии, како и досега, ги презема сите мерки за непречена 24/7 поддршка на ИКТ системите, заради овозможување на непрекинатост во работењето и поддршка на корисниците, а со цел избегнување на поголеми застои на терминалите и граничните премини. Во делот на развојните активности се разгледуваат опциите за понатамошна дигитализација на работењето и намалување на потребата од физички контакт помеѓу учесниците во царинската постапка. Владата на Република Северна Македонија во понеделник на предлог на Министерството за економија и на Царинската управа ќе донесе одлука за автономни мерки за ослободување од плаќање на царина на суровини и материјали и опрема за медицински цели. Од плаќање на царина ќе бидат ослободени средствата за дезинфекција, заштитни маски и ракавици, заштитни очила и медицинска опрема. Царинската управа заедно со државниот инспекторат и Макамтранс и Америт ги координираше активностите за издавање на потврди за превозници за придржување кон мерките за контрола и истовремено за олеснување на движењето на стоките. Во интерес на олеснатото снабдување на болниците, јавните здравствени установи и аптеки со етил алкохол, како и олеснување на дистрибуцијата на етил алкохол до компаниите кои се занимаваат со производство на средства за дезинфекција и други средства потребни во борбата против COVID-19, Царинската управа ги презеде следните мерки. Со цел олеснување на регистрацијата на економските оператори кои користат етил алкохол, на предлог на Царинската управа побарани се итни измени во законската легислатива која го регулира издавањето на одобренијата за акцизно повластено користење за етил алкохол кој се користи во аптеките или компаниите кои произведуваат дезинфекцијски и други помошни лековити средства. Обврската се одложува во траење од 6 месеци. Царинската управа, во интерес на брза и експедитивна испорака на етил алкохол до болниците, здравствените установи и аптеките, ги ослободува дистрибутерите и матели на акцизни складови од дополнително евидентирање на движењата на пратките со етил алкохол во електронскиот систем на Царинската управа, со што се ослободуваат од дополнителни постапки во овој период. Болниците, здравствените установи и аптеките ќе можат непречено да нарачуваат и набавуваат етил алкохол за своите потреби, без дополнително во периодот на вонредна состојба да се евидентираат во електронскиот систем на Царинската управа. Царинската управа спрема дополнителни напатствија за спроведување на оваа мерка. Царинската управа по барање на компаниите кои произведуваат вински дестилат, алкохол со јачина помеѓу 60 и 70%,
ќе предложи на Министерството за здравство, доколку квалитетот и составот на алкохолот го дозволува тоа, истиот да почне да се произведува и да се дистрибуира за медицински цели или за производство на средства за дезинфекција. Царинската управа во рамките на своите надлежности ќе ја регулира, контролира и олесни постапката на производство и дистрибуција на алкохолот до крајните корисници. Благодарам. Директоре, ви благодарам. Пред почетокот на оваа пресконференција ни пристигнаа две прашања. Првото прашање се однесува за Царинската управа, Ружица Фотиновска, телевизија 24. Во овие воорени услови зголемена е потрошувачката на основните прехранбени продукти по маркетите. Дали царината регистрира зголемен увоз на храна, средства за лична хигиена или суровини за производство и дали можеме да очекуваме нормален проток и во наредниот период? Со прогласување и на вонредната состојба и пред тоа со воведување на рестриктивните мерки, можам да кажам дека Царинската управа заедно со сите други надлежни институции, Министерството за економија, Државниот пазарен инспекторат, Министерството за финансии, направи анализа на увозот на сите неопходни продукти кои се одреден дел и со забрана за извоз, а другиот дел им е дозволен слободен извоз за да немаме штета на нашите компании. Тука можам да информирам дека и увозот и извозот оди регуларно, дека протокот на стока е регуларен, нема никакви попречувања. Секое зголемување на увозот е добредојдено за нас, меѓутоа можам да информирам дека имаме изголемен извоз во однос на кондиторска индустрија, што е многу добро за нашата економија. Второто прашање е од Јован Ѓорговски, новинар од Канал 5, и е насочено за министерот. Дали ќе го забраните транспортот на луѓе меѓу градови и села? Станува збор за една од главните мерки кои голем дел од земјите веднаш ја имплементираа. Значи, во пресконференцијата кажав дека владата има донесена мерка за намалување на 50% од бројот на патници во меѓуградскиот превоз, или па втората е во делот на тоа да патниците бидат најмалку 2 метри оддалечени. Мислам дека имаме еден дел на мерка донесени, меѓутоа согласно препораките кои што и на кризниот штаб ги дава Министерството за здравство и на самата влада, доколку се смета дека и таа мерка дополнително ќе биде донесена. Така да во моментов, согласно препораките, донесовме ваква одлука за сериозно намалување на бројките, меѓутоа, доколку и тоа е потребно, ќе применеме и таа мерка. Благодарам. За сите други прашања поврзани со ресорот транспорт и со ресорот на Царинската управа, можете слободно да ги испраќате на електронските адреси на Министерството за транспорт и врски и на Царинската управа. Вам ви благодарам, останете дома и почитувајте ги препораките на владата.